Повратната политика е тема која не повеќе ги интересира нашите работници кои се на привремена работа во странство. Така и при оваа наша посета во Сојузна Република Германија, секојдневна тема на разговорите беше враќањето во татковината. Како да се дојде до работно место, дали може да се отвори приватен сервис или дуќан, што станува со развојот на малото стопанство и што ќе донесе тоа, што значи дружувањето на средствата и трудот, беа прашања кои најчесто ги слушавме. И затоа оваа репортажа ја посветуваме на оваа тема. Колку години сте овде на работа? Овде сум 14 години во Сојузна Република Германија. И каква е разликата од пред 14 години и сега во однос на условите на работа на нашите работници? Разликата е во тоа што пред 14 години беа подобри, бидејќи имаше повеќе работа, а сега, разбираш, сега почна со овие непримања, разбираш, со штопирањето на работниците од странство, тога почна сега да ги, например, да ги оценуваат нашите работници. Најповеќе имаат привилегии оние кои што се од Европскиот пазар, не, ЕВГ, а нашите работници се малку кои се доваѓаат, например, од социјалистичките земји, се тие малку, како да речам, Не се примени, разбираш, како што треба. Инаку вие работите како социјален работник. Кои се најосновните проблеми на нашите работници кои се овде на превремена работа? Најосновните проблеми се овдека на прво место работата, друго стамбеното прашање и социјалните прашања, например, како за дечки датци и за изравнување на данокот. Инаку сега додека во Сојузна Република Германија се намалува работа, да слушаме нема акорд, нема прековремена работа, во Славија се води една голема акција за враќање на нашите работници. Според вас, какво е расположението кај работниците за враќање во земјата? Во земјата за враќање е голема, али затоа што и тие не знаат, разбираш, кога ќе се вратат. Некои општини или во Југославија им обеќале, разбираш, да тие да се вратат, ќе им дадат работа, али за прво време им каже, разбираш, немојте да се враќате сега. Дури вие не си набавите едно работно место во Југославија. Значи додека не си најдат работно место. Додека се најдете некој работно место во Југославија, немојте да се враќате. Еве, луѓето се по 8 или 10 години овдека и се чекат, разбираш, да се ослободи некој работно место, тек тогаш, разбираш, да се враќат, а до сега нема ние добиено таков конкретен одговор. Вие од кога сте овде дојдени на работа? Јас сум дојден од пред 10 години во Сојузна Германија. Сега слушнавте, разговаравме на тема враќање во земјата. Инаку имаме неколку позитивни примери во Македонија каде се прават објекти во кои имаат вложено наши работници кои биле во странство на работа. Што мислите за една ваква акција? Па јас би рекол дека тоа е една добра, како да се изразам ја, дека тоа нешто е убаво од нашите во Југославија, а исто и од нас ја таа честитам ја и мислам дека тоа све уредо е да се сите назад вратиме, не сум само јас, него и сите кои сме овде веќе недолго, некој има 10, некој више од 10 години. Например, јас би сакал во најскоро време да се вратиме, пошто овдека дојде една голема криза за работа е. Например, за мене не би имало проблеми да се запослам во Југославија, пошто јас овдека имам доста квалификации стекнав ја, возач сум на кран, земам возачка дозвола за автобусија, плюс тоа овдека веќе 7 години работам како возач на трамвај. Ја би исто така вложил средства, сигурно за да се и ја запослам ја, например во една предпријатие или една друга фирма со учество, исто би учествувал ја. Овде се наоѓаме во фамилијата на Апостолски Јорго и Слободанка. Од кога сте вие дојдени овде на работа? Јас сум овде дојден 1969 во февруар, 25 февруар.
A inače, da li imate neki problemi ovdje na работа? Проблеми немам баш нешто така нарочито на работа. Мене нормално ми е сега познато се, имав проблеми кога бев почетник, а не знаев ни леп да си побарам сам и овдека. A što rabotite vi, što ste po struke? А јас ка сум овдека шофер, веќе возам 10 години, 9 години во Германија како шофер, не возам и за иностранство и Германија цела, не кроз Франкфурт овдека возам. Слушнавме дека децата ви се во Битола, во Македонија. Дали тоа не ви причинува посебна тешкотија? Да, to посекако нас ни причинува една голема тешкотија и затоа мислиме во најскоро време да одиме, мислам една година или ќе видиме како ќе бидат условите за запослување долу кај нас во Македонија. Значи имате намера да се враќате во Македонија? Да, мислиме да се вратиме скоро или за една година, така од прилика. Не, посекако мислиме да се вратиме. Ние и многу наши пријатели исто имат истата намера. Само единствена тешкотија ќе представува кај нас за вработувањето, работните места. Битола сега има два интересни случаи во Буково и во Цапари. Има доста повратници од странство кои со своји средства градат. Дали прифаќате вие на ваква акција? Зашто да не би префателе ние на таква акција, не? Само кај мене е веќе сосем друг случајот, поради јас сакам да си направам една као сама работилница или теретњак да се однесам, мислам и така Сега сам. исто се работи и на тие проблеми во Македонија да се овозможува да се отвараат такви сервизи каде ќе запослуваат по неколку луѓе. Дали во тоа би вложиле ваши средства? Јас би ги вложил скоро сите средства кои ги имам за една работилница, да речеме работилница за аутопоправање и такви ствари, не. Него сакав друго да кажам, доколку луѓе можеме да една таква работилница како сам да работи човек, доколку луѓе може да прими. Инаку тука со нас е и другарот Славко Ивковски, представник на Стопанската банка од Скопје, кој секако овде доста ги познава нашите вработени, секојдневно контактира со нив. Дали би сакале да ни кажете каков е интересот на нашите вработени за враќање назад и за влагање нивни средства за изградба на мали објекти каде што побрзо би се вработувале? Видите, од нивните разговори имам навистина доста слушнато дека се интересентни за една оваква новина. Меѓутоа, како и другите наидуваат на поголеми тешкоти околу заснивањето, тоест оформирањето на нивните средства во малото стопанство. За нашите овдека вработени кои што живеат овдека им е се уште неразјаснето поимот што представува малото стопанство и на каков начин би можеле нивните средства да ги интегрираат. Се надевам дека општинските собранија ќе најдат за сходно ова новина да се информира преку медиумот кој што им е дозволен да на нашите работници, тоа е сограѓани кои што живеат и работат во Сојузна Република Германија, и биде разјаснето така да своите средства ги уложуваат во ова мало стопанство и на побрз начин би дошле до остварувањето на нивната желба околу заснивањето на работно место во местото каде што и живеат. Во Берлин се најдовме со Ристовски Славко, кој има овде ресторант. Друга Славко, од кога сте дојдени ви овде во Германија? Во Германија сум од 69-та година. Една година бевме во Западна Германија, во Манхајм. 71-та сме дојдени тука во Берлин. Инаку гледаме дека доста сте успеале со труд сигурно. Како што почнавте кога дојдовте овде? Јас почнав као монтер на парни турбини, гасни турбини, 4-5 години во Берлин, после во Западна Германија, по терени, на разни централи. Шпаравме некој марка. Ни додија одвоениот живот, мене по Западна Германија по терени, а жената со децата во Берлин. Се одлучивме да отвориме едно ресторанче. И како сега ви оди работа? Со првиот ресторан одеше
прилично добро, не е најдобро као други поголеми локали што има. Сега пак сме задоволни со сегашните заработувачка. Дома сме сите заедно, фамилија. Гледаме дека тука работи вашата супруга, работат и децата, значи со заеднички труд заедно. Со заеднички труд, со шпарање, со наши фамилии посети, успеавме и ресторанчето тука што сме го земале, тоа е наше, купено. Сме го реновирале комплетно, што гледате тука. Дали имате некои проблеми, дали се сретнувате со некои проблеми, какви се врските со Југославија, дали сте доволно информирани за она што се прави во Македонија? Па ние ќе одиме секоја година на годишен одмор. Некогаш и 2 пати годишно, како до време ќе дојдеме. Инаку, доста сега се води кај нас, се водат разговори за враќање на нашите вработени кои се на привремена работа во странство. Што вие мислите за враќањето? Ние мислиме точно како ја, така и жената, да што сме почнали идеја, имаме плац купено во Тива, и први спрати, другиот е изграден, планираме куќа да направиме со локал. Шом завршиме тоа отприлике за година и пол-две, а за тоа време и децата ни завршуваат школа, ова 10 годишно школа, значи 3 години уште, тога и се ми е наваѓаме од дома. Во кујната сретнавме и другарката на Славко. Што вие работите овде? Па, јас во кујната работам се могуче. Припремам, издавам, моите деца ми помагаат помалку. Некој пат скокнувам и напред, послужувам гости, чистам сама, да би ушпарале што повише и што побрзо да се вратиме назад. А инаку Тоа е. дали приготвувате овде и македонски специјалитети? Па, тавче гравче, тоа е најомилено наше јадење, а и немците, кај немците веќе е познато тоа. И вашите намери, како што спомнавте, се да се вратите што побрзо. Што побрзо, што побрзо, оти тука ни е многу тешко, право да ви кажам. Во Берлин ја посетивме фамилијата на Живомир Манчев од Струмица, каде на посета беше фамилијата на Методија Јошевски од Прилепско. Другар Манчев, од кога сте вие дојдени овде во Берлин? Јас сум дојден 1968 година прв пат во Берлин. Значи, Овде гледаме сте со вашата фамилија. 10 години сте скоро овде. Дали мислите на враќање во татковината? мислам тачно е. Мислам, али моментално, да ви кажем сега, за скоро време не мислам, али во наредните 2-3 години мислам да се вратим. А инаку почна кај нас луѓето кои работеле привремено во странство да вложуваат средства за изградба на објекти. Што мислите вие за една ваква акција? За една ваква акција сум секој пат, значи, само, како да ви кажем, не сум дошел во такви разговори, значи, да можем да присуствуваме, значи, во секоја доба се место, значи, за таа ствар, значи, да нешто придонесат, од моја страна може да платам, значи, ствари колку треба и како треба. Мене ми е мило, значи, тоа кога се изграде, кога еден ден кога си одам да се ние дивиме на таа работа. А што мислите вие за враќањето во Македонија? Па јас сум во завраќањето во Македонија, во секој момент би сакал да се вратам, него во уште малци имам, градам куќа во Прилеп, уште малку сум при крајот да завршам и морам да се вратам, децата ми се таму, веќе на големи, во секој момент сум да се вратам назад. А дали би ги вложиле вашите заштедени средства за изградба некој објект? Се разбира, вие тие пари сепак остануваат ваши, него за да се изгради побрегу некој објект. Такви случаи имаме во Битола, во Цапари, имаме во Буково.
ima jedan privatan Zanetčijevo Štip. Što mislite vi za takvi objekti, za jedna takva akcija? За една таква акција, јас сум бил и порано и сега можам да помогнам колку што имам. Кога ќе се вратам назад или ако дојди до мене до помош, значи можам во секој момент да помогнам нешто. Да се издаде нешто кај нас, кога се вратиме назад, да видиме и да има нешто и за работа може ќе има покасно за нас. Исто и за тоа се интересирам. Прашувам за чим дојдов до работа, се обезбеди за мене, значи во секој момент сум да се вратам назад. Затоа што тука без деца не се живи, работиш, дојдеш дома, сето ти е како пусто. Оти знаеш, порано научен со деца, а сега е некако одделно, само со жената двајцата, се вртиме оче ушчош. Па така мислам за во секој момент што побрзо да се вратам назад. Ние имаме доста позитивни примери во Македонија, каде се здружени луѓето кои се вратиле од странство, ги здружиле средствата за изградба на објекти и таму нашле вработување. Каков е интересот за ова овде? Интересот е многу голем, затоа што луѓето тука, приличен број од нив веќе се 5, 6, 7, 8 години. И нивната мисла за повраток и за вработувањето од ковината е сега по-интензивна и по-присутна. И тие се интересираат за конкретни форми, можности, условија, како може да ги издружат средствата, каде, во кои општини и така натака. Значи бараат конкретни програми да ви знаеле. Сосема точно. Сега треба да преминеме на конкретно формирање на граѓаните за овие можности. Инаку, нашата телевизиска екипа во Франкфурт присуствуваше и на разговорите што нашата делегација ги водеше во еден хајм, каде претежно беа сместени наши работници од Гостивар и околината и овде престојуваат без своите фамилии. Во наредниве минути ќе пренесеме еден дел од разговорите. Ево конкретно само од нашава општина има некаде 3-3.500 работници кои што работат во странство и ние водиме сметка и текако, така што ние како општина и целост во Републиката се утврдија насоки за утврдување на конкретни програми за повраќање на нашите работници во нашата земја. Ние конкретно имаме изработена конкретна програма за развој на така наречено мало стопанство, каде што би могле, ево, со враќање на и вас, вие, во нашата земја да можеме да ве вклучиме во одредени терцијални дејности каде што има можности како такви. Ние често пати го поставуваме тоа дали е тоа доста што сме дали досега за развој на крупната индустрија. Доста е направено, меѓутоа ќе треба и понатаму, значи ние да настоиме да се развијат овие ситните дејности за најечи и така натаму. Сето тоа е врзано и со даночната политика. Ние за овие наши работници кои што сакаат некои сервиси, потоа некои работилници за најчиски и така натаму, онда за најети кои што одумираат, сепак да бидат ослободени во првите години од данокот, а потоа значи сепак со една помала стопа да бидат вклучени како што плаќат и другите дејности. И мислим дека не само ние, нашата општина, него и другите општини, целата нашата република, водејќи ваква сметка, за едно релативно кратко време ќе можеме да сепак се вклучите и вие во нашиот производен процес. Често пати вие се слушали и за ово здружување на трудот и средствата кај нас, конкретно од индустријалниот сектор. Ако зборувам за Гостивар, а тоа веројатно и на ниво на републиката, од едно аграрно заостаната општина, сега е таа индустријски развиена, кога досега беше негде 75% од земјоделска општина, а сега тој однос е
izmene, така да индустријата во создавањето на општествениот производ учествува изнад 70%, додека другото од индивидуалниот сектор. Меѓутоа, ако се имат во предвид дека со вашето доаѓање вамо на работа, одредени региони, одредени општини, односно површини остануваат така празни, необработени, останува и понатаму, значи да преземе соодветни мерки за и овие површини кои што ни остануваат да бидат поинтензивно обработени и да се постигнуваат, значи, сепак овие подобри резултати. Повратната политика каде нас како составен дел на официјалната политика на земјата представуваат важна една компонента. Тоа е тачно кажано во документи од најмеродавни форуми во Југославија. Значи нас не забринуваат проблемот од милиони и неколку хиљади луѓе надвор. Знаеме ние што тоа значи место да се стварат во земјата, да се стварат вон од земјата. Але видите, ми имаме 4,5 милиона запослени луѓе во Југославија, а бите за овој милиону нешто во дадениот момент немаме можности. Али заради тоа све чиниме. И така е насочуваме нашата развојна внатрешна политика да сега се отворат процеси обратни. Свакако ќе имате во наредните години што нови ќе доаѓаат на работа, ама бројот на тие што се враќаат би требало да е поголем, за да би се од година на година намалувало. За нас представуваат посебен проблем на оние луѓе кои се веќе подалго и чии деца се овде. И ако децата завршат основно училиште, и онда се чека луѓето да се не вратат тамо, да влезат и во гимназијата и јазикот ќе го заборати, више однеми, готово е. Ние се прилично размислуваме и околу приоритетот на запослувањето. Во тие договори кои исклучуваме по општини на ниво на Република, еднаков третман имаат тие што се враќаат со оние кои се таму. Сум работел истата струка као автомеханичар, кој исполнив 7 години и зарадиме заеднички со браќата да отвориме еден модерен сервис во Гостивар. Каде што го имам сега привремено постојано, каде го обавувам дејноста примитивно, разбираш, имајќи да прецизни да работиме, а работиме примитивно. Што го спомина председателот Джемо, проблематиката да наша го знае и Джемо како е, во 5 години со она локацијата остана спорно. Ево сега опет се налазим Германија ја на специализација со тој апарат што имаме купено за центрирање предница. Меѓутим, ние сме четворица браќа кои сакаме да обезбедиме за сите четворица работно место. Да нема оптереќење и општината, каде го уложиме ние нашите средства за да отвориме работно место. Али така се исклучи еден пречка кој не може да го градиме во 5 години. Што е конкретно што е пречка? Конкретната работа е ова. Тоа земјиште јас 69 година го купивме со средства кои ги зарадиме Германија и склучиме договор меѓу собственикот. Меѓутим, тоа било национализирано земјиште, не успеавме да го пренесеме. Се раскинаа договорите и остана национализирано земјиште. Се води на општината. Општината го извади на лицитација, ја конкурирав као конкурент. Општината ми го додели мене, меѓутим стана спор со собственикот. Пошто има повеќе работници присатни од Гостиварската општина, одделно од село Здуње, и повеќе од да се поставите прашање конкретно за работниците кои што се од вашето село, кои што треба да бидат вработени во фабриката, во стакларата. Ние конкретно и уште кога се одреди таа локација тука да биде лоцирана ова фабрика, ние се договориме да при вработувањето, значи имат приоритет под еднакви услови граѓаните кои што се од Здуње. Ние досега објавените конкурси имаше случаи за чувари, обични работници и така натаму, конкурирана и од други места, меѓутоа ние им дадеме приоритет на селаните кои што се од
од Здуње. И понатамо ќе тежиме и за другите работни места што ќе се бара, значи викаме дека под еднакви услови, значи ако се бара една квалификација кој што имате и од другарите од Здуње, а и од другите места меѓутоа предност ќе имат овие кои што се од Здуње и не би имало проблем тука да не бидат вработени овие што се од Здуње. Иначе сега конкретно Здуње им се одзеде одредена површина за патот, за фабриката Силика, за стаклара и така натаму. И тој имот кој што тие го има, сепак им се одзеде, мора да се води сметка и понатаму да тие бидат вклучени на работа во друштвениот сектор. Секој со своите мисли е свртен кој враќањето во татковината. Секој го чека погодниот момент за да се врати, да се вработи, да отвори своја работилница, да биде тука со своите најблиски. На сите погледот им е свртен кон развојот на малото стопанство. Сите се спремни да ги вложат своите заштедени средства за побрза изградба на индустријски објекти, за поголема можност за вработување, за свое дефинитивно враќање во татковината. Значи, време е да се направат конкретни чекори, да се изработат конкретни програми во општините за побрзо реализирање на повратната политика. Другар Киров, познато е дека Југо Тутун е специализирана организација за откуп и преработка на тутун. Како дојдовте на идејата да во склоп на Југо Тутун формирате и фабрика, основна организација на здружен труд за производство на сијалици? Идејата за изградба на оваа фабрика потекнува од развојните програми на сложената организација Југо Тутун, како и програмите на ниво на собрание на општина Штип за промена на структурата на стопанството во општината. Сезонскиот карактер на работа во тутуновото производство, особено во неговата обработка, од една страна, од друга страна сталниот број на вработени за кои поради третманот на тутунот во вкупното земјоделско производство не можеше да се обезбедува доволни количини на тутун, не натераа на помислата за изнаоѓање на нови решенија во смисла на обезбедување на трајна екзистенција на постојните вработени, како и за вработување на нови работници во склопот на работната организација. Студиите и истрагите во овој правец не наведуваат да и ни покажаат дека во производството на светилки има место за една нова инвестиција на ниво на Југославија во смисло на тоа да постојните производители не беа во состојба да ги задоволуват само потребите за домашниот пазар. Инаку колку е инвестирано во овој нов погон, во оваа нова фабрика? Во оваа нова фабрика, во така наречената прва фаза, која е веќе стварност, досега се инвестирани околу 92 милиони динари, од кои 71 се за основни средства, вклучувајќи опрема, градежи и се останато што значи основно средство, и само околу 21 милион се за обратни средства.
Milorad Kolarov, kako dođe do realizacije na ovaj pogon za sijalici u Šid? Перманентниот недостиг на сијалици за широко потрошувачка на нашиот пазар ги натера работните луѓе од Југо Тутун да размислуваат да развиваат една споредна дејност, односно конкретно производство на сили. Таа идеја се реализира со изготвување на инвестициона програма, во која програма се предвидени производство на сијалици од широко потрошувачка, по-конкретно асортиманот на сијалици за широко потрошувачка од 25 до 100 вати, декоративни сијалици во облик на свеќе и кугла 25 и 40 вати, аутосијалици за помошните светла, тоа се еднонитни и двонитни, и живини сијалици за јавна расвета до 400 вати. Ова е нова технологија. Дали имаше тешкоти при монтирањето на технологијата, при усвојување на технологијата? Па секако дека имаше тешкоти, меѓутоа правовремената припрема на луѓето кои што требаја да го постават тоа производство во смисла на обука ми даде како резултат да во еден релативно краток рок ја совладаме оваа проблематика на производство на стандардни сили. Обуката на луѓето се одвиваше, можам да кажам, во 3 фази. Повеќе договорената опрема од соинолиферантите, во договорот една од главните клаузули беше да се обезбеди квалитетна обука во смисла на обезбедување на техничко-технолошка документација и доволен период на обука кај испорачателот на опремата, а испорачателот на опремата беше така избран да е тој истовремено производител на опремата и исто така и производител на силици. Пред да нашите стручни луѓе бидат кај испорачателот на опремата, ние на 3 месеца од тој рок ја добивме техничката документација, ја проучивме, значи ја научивме азбуката овдека, а самата обука за производство на силици го учивме во време трајно од прилike 3-4 месеци кај испорачателот на опремата. Слушаме дека доста луѓе се преквалификувани кои работат сега во овај погон. Кажете ни колку се тие освободени за оваа нова работа, овај нов процес на производство? Имајќи во предвид да нашата индустрија, односно луѓето кои што се примени во нашата фабрика, се сматрат како пионери на сијаличарската индустрија, резултатите кои се постигнати у нивното преквалификување се изнад нашите очекувања. Имено, во нашата фабрика се запослени луѓе од разни профили, како машинобравари, електротехничари, машински техничари, па чак се иде и на неквалификовани работници, односно работници кои што вршат некои секундарни работи, хранење на машина, обслужување на некои уреди и слични работи. Наставот на преквалификувањето на луѓето беше следниот. Една група од наши стручњаци, односно механичари и техничари од разни струки, во времето на монтирањето на машините во фабриката Фалма Швајцарија, од каде се испорачани, беа лично на монтажа на истите линии, а воедно се вршеше и техничко-технолошко оспособување на тие луѓе. По доваѓање на машините, овие луѓе беа оспособени да направат сијаличари и од останатите луѓе кои што се примаа во индустријата. Така да, со постигнатите резултати, кои што се собрани за релативно кратко време, и тоа почнавме со обука во мај месец 76 година, обуката траеше до јануари 77 година, после се примаа луѓе за обука во фабриката кај нас, во присуство на луѓе од испорачателот на опрема и наши стручни луѓе кои веќе беа обучени,
Таа обука траеше исто од април месец, па завршно до децембар месец 77 година. Дали сега може да се каже дека луѓето се способени за извршување на сите сложени операции овде? Јас мислам дека сите можни кварови и недостатоци кои што се појавуваат на машините, после штелување, пратење на технолошки процес, влијање на квалитет на сијалица и подигање на капацитето, односно постигнување на оптималниот капацитет, веќе е во раците на нашите луѓе. Сматрам дека не постои работа која не може да се сврши во нашата фабрика. Тоа е резултат постигнат кој, искрено кажано, ние не сме го ни очекувале. Како подкрепа на тоа можам да го дадам следното. Ние машините сега ги користиме со капацитет близок до номиналниот, а шкартовите се движат во граници на дозволено. Колку дневно излегуваат готови сијалици од овде? На стандардната линија излегуваат дневно добри сијалици 20.000. На декоративната 18.000, додека на аутолинијата 16.000. Инаку дали тие сијалици го имаат стандардниот квалитет што го имаат по старите фабрики за сијалици? Во нашата фабрика на контролата е обрнато најголемо внимание, така да сите инструменти кои се за контрола на сијалиците се добиени од нашиот тино Лиферант Фалма и се контролираат во лабораторијата за контрола на готов производ. И тие сијалици мора да одговараат по јуст нормите, наравно. Сијалиците гледаме дека одма тука ги пакувате и после каде одат тие? Сијалиците се пакуваат после 24 сати да би настанало она изедначување на притисоците во капицата и во самата сијалица. После 24 сати се пакуваат и одат на пазар. Значи одма одат на пазар? Да, одма резерви. Мислам залихи нема, директно одат на пазар. Како се викате? Се викам Давчев Методи, вработен сум како технички оператор овде во Селена. Како се оспособивте за оваа работа? За оваа работа бев на курсирање во Швајцарија, кое што ми помогна доста многу, за да можам да ја совладам оваа проблематика која е, така речено, непозната во нашата република. Инаку сега, како ви е тука на работа? На работата за самиот стандард, како може да се каже, е на заведно ниво. Имаме друштвена исхрана, платите се движат од 350 до 380. Воедно за годишните одмори имаме во Дојран, тој камп Кукички, каде што го поминуваме годишниот одмор. Така е сето организирано. Дали сите работници се стручно освободени овде се работи? Па поголемиот дел од работниците се стручно освободени, а во фаза е и вториот дел на стручно освободување. Слушнавме овде дека ова е врвна технологија за производство на сијалици. Што мислите за оваа технологија? Па оваа технологија која што напоменав дека е така речено непозната овде во Македонија, она ствара еден известен тешкоти како за нас, како оператори, мајстори и за самите работници кои овде работат. Слушаме овде и звучни сигнали. Што значи ова кога има звучен сигнал? Па звучните сигнали даваат една опомена дека и каде се наоѓа некој квар, недостаток на репроматеријал и слично.
се викате? Илиевски Блажен. И што работите сега овде? Па видите, моментално јас тука работам на ово работно место кое става на балони и кое работи во машината. А инаку кај работевте пред да дојдете овде во Селена? Па видите, јас работеше прво во Југо Тутун, 17 години имам работен. И таму кога сум префрлен тука на работа, и многу сум со задоволство дојден тука на работа, година време како што работам во оваа наша ОЗТ Селена. А што работите во Југо Тутун? Во Југо Тутун сум квалификуван работник, работеше во кај што има потреба. Слушнавме дека вие неодамна сте го завршиле курсот. Колку време бевте на курс? 4 месеца. И за што се оспособувавте тука? Па за се, не менеа доста на разни места, на пакување, на лемење, на ставање капици, на се. Сега моментално работите на лемење. Да. А од кога сте во редовен работен однос? Па веќе 5 месеци. 4 месеци бевте на курс, Да. значи 1 месец сте на работа. И како сте задоволни? Па добро. А инаку што имате завршено? Па текстил на 2 години. Се викам Лонгуров Александар. Инаку што работите? Работам ко раководител на машинската работилница која е во прилично на фабриката Селена. Ова е нова фабрика, слушаме дека доста е сторено за рационализацијата. Да. Што конкретно имате направено? Да, самата технологија на работа на фабриката Селена изискува доста напори и труд за да се постигнат некои одредени позиции кои се неопходни за нормално функционирање на машините. Ние изработуваме сите резервни, скоро сите резервни делови, негде на околу 60% од деловите кои са приклучени на самите машини на декоративна стандардна и аутолинија. Тоа се однесува на разни бренери, разни држачи и пистони и разни други елементи кои се уградени на машините на овие линии. Инаку, самиот процес на работа не тера у некои одредени моменти да зиеме и наши захвати, да допринесеме за да би можеле да не очекуваме само материјали, репроматеријали и резервни делови од странство, да и ние преко нашиот труд, преко нашите изуми допринесуваме. Сега веќе имаме редовно производство. Каква е соработката со трговската мрежа? Со трговската мрежа, трговските предпријатија, соработката е на ниво, бидејќи успоставивме такви односи да она што е договорено во смисла на асортиман и на количина биде навремено испорачено, а ние како производители се стремиме да тоа максимално го обезбедиме. Иначе соработуваме со трговски предпријатија како од Републиката, така и од другите републики и меѓу позначајните се Технометал Македонија Скопје, Бардар Увоз Извоз Скопје, Караорман Скопје, Електрометал Скопје и така Се натаму. уште се чувствува недостиг на сијалици на пазарот. Зошто, кажете ми? Недостигот на сијалици произлегува од два разлога. Првиот е разлог што инсталираните капацитети до овој момент, па и понатаму, не ги задоволуваат потребите на пазарот и второ што настана до пореметување во добавувањето на компонентите за производство на сијалици. Инаку, интересно е да ни кажете каква е перспективата на овај погон. Дали понатаму ќе се проширува и кон што ќе оди? Моменталната поставеност на овој погон ние вработените ја сметаме како еден почеток во натамошниот развој на производството на сијалици и делови за сијалици. Сега нашите планови се усмерени на проширување на одреден дел на асортиман од сијалици
и освојување на компоненти од сијалици, поготово стерилизација, со што ќе намалиме зависноста од увозот на делови на сијалици. Во натамошните среднорочни и долгорочни планови рачунаме да усвојуваме производи за специјална намена, а исто така и останати производи од кои што моментално исто така се чувствува голем недостиг во нашава земја. Дали тоа треба да значи дека ќе престане недостигот на сијалици бар во нашата република, со постоењето на овој погон и со неговото проширување? Па моменталната ситуација ни гарантира едно перманентно и квалитетно снабдување на пазарот, поготово од асортиманот на широко потрошувачка, бидејќи ние потрошачите сме и најосетливи во овој дел. И со поставката, а нормално и со развојните планови како на нашата фабрика, а исто така и на постојните производители, ќе се обезбеди тој квалитет на снабдување на пазарот.